Како да бидеме сигурни дека водачите на оваа држава ќе ги донесат правилните одлуки, дека корупцијата ќе биде сведена на минимум и дека ставовите на малцинствата, особено на најранливите групи во општеството, ќе бидат земени предвид при одлучувањето. Со добро управување. Доброто управување всушност се процесите за донесување и спроведување на одлуките. Тоа не значи донесување исправни одлуки, туку најдобрите можни процеси за да се донесат тие одлуки. Во управувањето треба да бидат вклучени сите: владините министри, јавните службеници, политичките партии, граѓанското општество, медиумите, верските групи, меѓународните организации и се разбира, граѓаните. 8 принципи на добро управување. Ова се 8 основни принципи кои мора да се почитуваат во процесот на донесување и спроведување на одлуки. Одговорност. Јавните службеници мора да ги информираат граѓаните, да им ги објаснат одлуките кои ги носат во нивно име, а ако треба и да одговараат за последиците од тие одлуки. Транспарентност. Граѓаните треба јасно да знаат како се носи и зошто се носи некоја одлука, кои информации, закони и совети ги следи владата при нивното донесување, а владините документи да бидат лесно достапни и разбирливи. Владење на правото. Доброто управување наложува праведни закони кои се применуваат непристрасно. Целосна заштита на човековите права, особено на малцинствата, независно судство и објективна полициска служба која не е корумпирана. Отвореност и одговарање на барањата. Институциите мора да обезбедат услуги и да ги задоволат потребите на граѓаните во разумен временски рок. Ефективност и ефикасност. Владата треба да ги оствари најдобрите можни резултати со најефективно користење на достапните ресурси. Ефикасноста значи и одржливо користење на природните ресурси и заштита на животната средина. Еднаквост и инклузивност. Луѓето не треба да се чувствуваат исклучени од општеството. И сите, особено најранливите, треба да имаат можности да ја подобрат нивната добросостојба. Давање можност за учество. Сите кои се засегнати или заинтересирани за некоја одлука на владата треба да учествуваат во процесот на донесување на таа одлука, односно да бидат информирани, од нив да се бара мислење, да дадат свој препораки или да бидат дел од процесот на одлучување. Ориентираност кон концензус. Да се посредува помеѓу различни интереси и ставови за да се постигне широк концензус за тоа што е најдобар интерес за целата заедница. Што не е добар начин на управување? Доброто управување зависи од тоа дали јавните службеници знаат што можат, а што не можат да прават. Ви посочуваме некои ситуации на лошо однесување. Злоупотреба на позицијата. Јавните службеници не смеат да ја користат нивната позиција за да добијат корист за себе или за некој друг. Тие не треба да ги злоупотребуваат информациите кои ги имаат и јавните средства со кои што располагаат. Не треба да вршат притисок врз друг вработен во јавната администрација и мораат да пријават судир на интереси. Судир на интереси. Јавните службеници не смеат да добиваат лични придобивки од нивните позиции. Најпрво, мораат самите да проценат дали би имале личен интерес од некоја одлука, институција или приватна фирма. И потоа мораат да ги пријават нивните интереси и да се повлечат од процесот на одлучување. Објавување доверливи информации. Известни информации се чуваат како доверливи, особено кога се однесуваат на важни комерцијални прашања или на приватноста на некое физичко лице. Недозволено објавување на доверливи информации е противзаконско и ја руши довербата на граѓаните кои имаат во владата. Сепак, само затоа што некоја информација е засрамувачка или непријатна за владата, не значи дека таа треба да биде доверлива. Несоодветно насочување или влијание. Владин службеник на повисока позиција не смее да влие надвор од формалните процеси врз вработен во администрацијата на пониско ниво, особено при вршење на некоја важна функција. Користење на владини ресурси за лични цели. Владините службеници добиваат компјутери, мобилни телефони, службени возила, канцелариски материјали за да вршат својата работа, но не смеат да ги користат за лични цели. Владата пак не треба да плаќа за приватно користење на владината опрема. Неодговорни постапки надвор од должноста. Секој граѓанин може да покрене постапка против јавен службеник ако смета дека неправилно му била причината штета надвор од вршењето на службената должност. Во таков случај, јавниот службеник ќе се справува со тоа како секое физичко лице. Доброто управување
води до подобри одлуки за заедницата, подобри односи со граѓаните и подобра влада.